Здраво живо, добро дојдовте во уште едно моје видео. Денес сум сега во близина на Велес, да истражам и да ви ја покажам Змејовата црква или Змејовиот храм кој што се наоѓа во близина на Велес и Самовилската вода која што течела на тоа место. Значи се наоѓа во близината на Велес, 1 километар после Стариот мес, покрај реката Вардар. Има прекрасна патека по која што може да одите и да стигнете до тој Самовилски храм или Змејов храм, Змејова црква, како сакате наречете. Меѓутоа енергетско место, свето место во кое што каде што некогаш се верувало дека живеел змеј. Па ајде да видиме, да и снимаме и малку да истражиме таа Змејова или Самовилска црква или храм, како сакате кажете. Иначе самиот пат, самата патека до местото е прекрасна. За жал, оваа патека не е многу искористена, не ни верувам дека многу луѓе ја знаат. Јас ја дознав затоа што ја барав таа Самовилска вода и тој Змејов храм. И така дојдов до оваа патека, меѓутоа е прекрасна, патеката е чиста. Сигурно некои од локалните жители се грижат за неа и одржуваат, така да една патека не може да сгрешите доколку сакате да го посетите местото. Доколку сакате авантура како мене, да истражите нешто поинтересно, тогаш слободно може да тргнете да истражувате. Ридовите се прекрасни. И малку да ја испромовирам оваа патека и да ви го покажам тоа место, па може би некој ќе се осмели и ќе појде на прошетка. Полека доаѓаме на крај местото. Дојдовме до местото. Ова е Самовилската вода, која што тече на ова место. Самовилската вода ја користеле луѓето порано за лечење на болести, за уплав, за се што ќе побарале помош од самовилите. Тие се однесувале со голема почит кон водата и кон самовилите кои што живеат на ова место. Во таа чест на ова место е изграден еден мал храм. Влеземе малце во храмот, да го видиме змејот и да видиме Ѓурѓа Самовилата. Сега сме внатре во храмот и како што гледате, ова е храм во кој што има представено змеј и во кој што има представено Самовила. Името на Самовилата е Ѓурѓа Самовила. И се верува дека змејот бил зајубен во таа Самовила. И има приказ на како тој живеел со неа, меѓутоа мајката на Самовилата не се согласувала со тоа. Па тие му ставиле сол во водата од кај што пил змејот и така змејот се скаменил. И така на некој начин мајката спасила Самовилата од змејот, меѓутоа се верува дека Самовилата го сакала змејот, така да
Не знам колку е таа приказна среќна и не знам каков контекст има, меѓутоа таа е приказната. А порано мештаните од овој дел на градот кажуваат дека тука живеела некоја многу голема змија во поново време, змија која што имала и коса дури, и дека некои од локалните ја среќавале во Мугри таа змија, таа живеела некаде по Карпите нагоре на тоа место. Меѓутоа, како што знаеме сега, многу од тие видови на големи змии са мовили, веќе ние или немаме можност да ги гледаме, или тие биле само дел од фантазијата на тие луѓе, или пак едноставно тие видови изумреле. А немам објаснување баш за тоа. Меѓутоа, легендата останува за ова место, овој храм постои, овој храм е направен по сновидение на некој човек, односно човекот го сонувал ова, и тој го направил ова место, ова светилиште посветено на змејот и на самовилата Ѓурѓе. Тој истиот човек има направено и исто има сонувано, има направено мала црква на излезот од Велес на Скопје. Таа црква има направено истиот човек, за жал не може да најдам контакт од човекот, мислам, не знам и за жал не успеав да го сконтактирам човекот, меѓутоа јас ќе ја пренесам приказната од тоа. Јас што истражив за ова место. Меѓутоа овој храм таков како што си е различен постои на ова место. А на Ѓурѓев ден иделе луѓето тука да покажат почит за самовилата и за змејот, меѓутоа сега како што гледам, освен мене, не знам некој дали има дојдено тука долго време. Луѓето веќе не веруваат во тие работи, не им даваат почет и енергија, меѓутоа доколку некој има потреба, може да дојде да се измие на оваа самовилска вода и да го искористи бенефитот кој што го нуди таа вода. А местото е стварно самовилско и преубаво. Ова е едно човече исто стоело горе на храмот, меѓутоа е извадено. Но Ѓурѓа, самовилата и змејот остануваат тука да сведочат за едно време во кое што луѓето биле поврзани со жителите на природата, другите жители на природата, како што се самовили, змејови и други сега веќе само енергетски битија. И ова место останува како сведок и можеби на некој начин го држи сеќавањето на тоа време во живот, затоа што не знаеме кога ќе имаме потреба повторно таа енергија, затоа што ние луѓето сега се храниме од друг вид на енергија, не од природната. Меѓутоа тоа е краткорочно, додека природната енергија нуди многу повеќе бенефити од таа енергија во градовите, во вештачките средини кои што ние сега ја конзумираме и живееме.